Зошто се молиме? Зошто се молиме кога знаеме дека Бог ја знае иднината и се е под Негова контрола? Ако не можеме да го смениме Божиот план, зошто тогаш да се молиме? Библијата открива дека Бог ги знае сите нешта однапред. Молитвата е еден вид облик и начин на служење, како што беше служењето на Ана Фануиловата ќерка. Во Библијата е запишено за неа вака: таа како вдовица до 84-та година не го напушташе храмот, служејќи му на Бог со пост и молитва ноќ и дење. Всушност се молиме затоа што тоа е Божја заповед во согласност со Неговата волја. Христос и првата црква се најдобар пример на молитва. За Исус се вели дека се одвојуваше и го поминуваше времето сам за да се моли. Во писмото е запишено: а наутро, додека уште беше темно, стана, излезе и отиде во пусто место и таму се молеше. Потоа имаме добар модел на црквата. Сите овие еднодушно и постојано беа во молитва, заедно со некои жени и со Марија, Исусовата мајка и со неговите браќа. Ако Исус и првата црква сметаа дека е од клучно значење да се молиме, тоа треба и денешната црква, секој поединец да го свати како негова одговорност. Бог сака молитвата да биде средство за да се остваруваат неговите намери во многобројни ситуации во нашиот христијански живот. Како прво, припрема за големи одлуки. Исус пред да ги избере своите ученици, отиде на молитва и цела ноќ се молеше на Бог Таткото. Во тие дни се искачи на гората, за да се моли и ја помина ноќта молејќи му се на Бога. А кога се раздени, ги повика своите ученици и од нив избра 12 мина, кои ги нарече апостоли. Тоа е запишено во Лука 6 глава. Кога треба да се донесат некои важни одлуки, овој модел е пример и пример треба да биде основа за непогрешливост. Второ, молитва за работници на духовната жетва. Светот е големо поле за работа, но недостаток од работници е препрека да не се постигне посакуваната цел за голема жетва. Затоа Исус ги повика неговите ученици и им рече дека е неопходно да се молат за работници на неговата жетва. Потоа Господ определи 70 и ги испрати по двајца пред себе во секој град и во секое место каде сакаше да отиде. Им рече: жетвата е голема, а работниците се малку. Затоа молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Тоа е запишено во 10 глава од Лука. Како трето, молитвата е средство за да се добие Божја сила и можност за победа над искушенија. Кога Исус се соочуваше со искушението дека го чека смрт на Голгота, тој се молеше и се повикуваше на Божјата волја, не на својата, и истовремено ги повика неговите ученици да бдеат заедно со него. Тоа бдеење или стражарење е со цел да го избегнат искушението, заради телесната слабост на нивното тело. Затоа им рече: бдејте и молете се, за да не паднете во искушение. Духот се подсилува, но телото е слабо. Молитвата е сила преку која се издигнуваме над искушенијата и наместо тие да не контролираат, ние нив ги контролираме. И четврто, преку молитвата духовно ги охрабруваме другите верници. Апостол Павле беше голем мисионер, учител и проповедник. Сепак, иако имаше многу дарови и таленти, тој не се подпираше или наслонуваше на нив. Туку во својата понизност бараше другите христијани да се молат за него и да го придружуваат во неговата служба, велејќи: со секаква прозба и молитва молете се во духот во секое време. И заради тоа бдејте со сето постоjanство и со молба за сите свети и за мене, да ми се даде слово или збор,
кога ќе ја отворам устата за да можем да ја соопштам смело тајната на Евангелието. Сите ние имаме потреба од молитва. Никој не е толку силен за да каже дека не му се потребни молитвите од другите христијани. Бог ветува дека нашите молитви не се напразни, дури и тогаш кога нема одговор во догледно време. Тој ни вети дека доколку се молиме во согласност со неговата волја, ќе го добиеме тоа за кое сме се молиле. И ова е смелоста, пишува апостол Јован, која ја имаме кон него, дека не слуша ако бараме нешто по неговата волја. И кога знаеме дека не слуша што и да молиме, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги побаравме од него. Не треба на молитвата да гледаме како на начин преку кој Бог ќе го примораме да ја изврши нашата волја на земјата, туку на начин преку кој Бог ќе ја изврши неговата волја на земјата за наше добро, бидејќи тој најдобро знае што ни треба и што најдобро е за нас. Во Библијата има секакви примери на таквите молитви, кога Бог дејствувал за добро на луѓето и ги послушувал. Се додека не се молиме, не треба да очекуваме добри резултати. Недостаток на молитвата покажува недостаток на вера и доверба во Божиот збор. Кога се молиме со вера, ние се зацврстуваме во Божите ветувања дека Бог ќе одговори и ќе не благослови. Молитвата е силно оружје против злите сили кои владеат под небесата. Преку неа сме големи победници, бидејќи Бог се прославува преку нас и ја исполнува неговата цел за што сме и повикани. Да, молитвата е привилегија која заслужува посебно внимание. Молитвата не само што е разговор со Бог, туку таа е и служење на Бог. Божи благослов. Амин.